А 3 недели по инцидентот со птичиот грип отворени вратите на зоолошката градина во Скопје, но во меѓувреме глобално пристигнуваат нови загрижувачки информации за птичиот грип. Слушнавме во прилогот пред малку цела Австрија прогласена за ризична област поради присуство на вирусот. Британската влада потврди зараза со птичи грип на фарма во Јоркшир, додека пак во Канада е откриен и првиот случај на инфициран човек со птичи грип. Што значи тоа во однос на превенцијата и каква стратегија треба да има државата за заштита? Се само дел од прашањата кои ги поставуваме на професор доктор Александар Додовски од Факултетот за ветеринарна медицина, кој ова утро го имаме на Skype. Добро утро, професоре. Добро утро и на вас и благодарам на поканата. Така, добро утро. Уште еднаш, добро се слушаме и гледаме. Професоре, светот глобално повторно го крева алармот за птичи грип. По случувањата во зоолошката градина во Скопје и во Злокуќани, треба ли како држава да ја сватиме посериозно работата во однос на превенција? Секако дека да. Би сакал да кажам дека ова не се загрижувачки информации на глобално ниво, туку тоа се информации кои што вообичаено секоја година, последните неколку години, во овој период од годината, се случуваат во Европа, во северниот дел на хемисферата. Но оваа година, дека ете кај нас се појави случај на птичи грип во зоолошката градина во Скопје, сепак и јавноста малку повеќе е сензибилизирана на оваа тема, но тоа од друга страна е и добро, за да може и ветеринарните власти, и стручните лица навремено да и соопштат на јавноста кои се мерки е потребно да се преземат со цел да се избегне опасноста за проширување на оваа заразна болест. Кога зборуваме за превентив... Повелите, професор. Дека ме прашате конкретно за кои превентивни мерки. Значи, кога зборуваме за превентивни мерки, тука би сакал да ги разграничам на превентивни, на лични превентивни мерки, превентивни мерки кај луѓе кои што чуваат дома, одледуваат живина во помал број и превентивни мерки на живинарска фарма. Што се однесува до личните превентивни мерки, потребно е да секој еден кога шета во природа, во парк, надвор од населено место и така натаму, доколку забележи угината или болна птица, едноставно да не ја допира, да не ја фаќа, доколку со него има и милениче, да избегне тоа милениче да има контакт со болната или мртвата птица или нејзините екскрети, и секако да се повика надлежниот ветеринар кој што ќе дојде на лице место, ќе направи епидемиолошка оценка и ќе оцени дали постои опасност за понатамошни акции. Што се однесува до превентивните мерки кај оние лица кои што чуваат селска живина, односно тоа кои што си чуваат за своја лична употреба на јајца или месо, во овој период е многу важно да не дозволат, односно да ги спречат потенцијалните контакти на нивната живина со дивите птици или пак со останатата живина во селото. Кај нас во Македонија е вообичаено да на сабајле сите во селските дворови си ја пуштаат својата живина слободно да шета низ селото, на тој начин таа се меша со останатите единки и можноста за потенцијален пренос на зараза е поголема. И на крај е третата група на превентивни мерки, а тоа се превентивни мерки во живинарските фарми, каде што е потребно да се подигнат на високо ниво, бидејќи ако вирусот влезе во живинарска фарма, тогаш, за жал, единствен начин на справување со вирусот е целосно уништување на заболената, на инфицираната живина. И во тој случај имаме доста строги и рестриктивни мерки кои што прилично се со големи економски последици. Професоре, во однос на превентивните мерки, со забрана на увоз на живина, Албанија се бори против птичиот грип. Каква стратегија е потребна на државата? Дали оваа на Албанија е добра? Да, секако. Значи, постојат низа на мерки со кои што секоја држава си одлучува за себе какви мерки ќе преземе.
Вие спомнавте дека и Австрија цела е прогласена за ризична област и повторно ќе кажам, тоа не е загрижувачко, напротив, тоа е добро, бидејќи на тој начин цела држава се анимира, односно се спрема да се минимизира потенцијалот на евентуалното проширување на заразата. Така да и една од мерките е и забрана за увоз на жива живина и производи од живина од оние региони во државите каде што има појавено птичји грип. АКБ упати апел до граѓаните да пријават ако најдат мртва дива птица. Професоре, каков е ризикот по другите животни, но и по луѓето? Ризикот е мал во однос на луѓето, но ево во Канада имаме случај на заразен човек со птичји грип. Така, тоа е прв случај во Канада. Например, во Америка, во САД, до сега оваа сезона, 2024 година, имаме 46 хумани случаи. Од тие 46 случаи, за 20 случаи се знае дека биле во контакт со заболена живина, 25 случаи биле во контакт со заболени говеда. Што ни кажува? Ова ни кажува дека вирусот од време на време е способен да ја премине видовата бариера, тоест од птици да се пренесе на останати видови на животни, па и на луѓето. Но, сепак, во оваа фаза, вирусот се уште нема стекнато способност, односно одредени мутации на самиот вирус, да може да се одржи тој пренос од човек на човек. Што значи дека во оваа фаза ризикот за генералната јавност од заболување на птичји грип е низок, додека може да се каже дека е умерен за оној дел од популацијата, тоа се луѓето кои што се во контакт со заболена живина од птичји грип или со други заболени животни. Дали тоа се диви птици, диви цицачи, крави, како што е случајот во Америка и така натаму. И во тој контекст, професоре, потребна ли е некаква дополнителна вакцинација? Ова го прашуваме и за животните во зоолошката градина. Некои од ветеринарите изминатиот период посочија на тоа дека животните таму можеби нередовно се вакцинираат. Немаме официјална потврда, се разбира, за оваа информација, но во контекст на заштитата и превенцијата во периодот кој што следува, ако имаме информација дека се појавува птичиот грип глобално, треба ли некако да ги заштитиме животните? Дополнително. Така. Во моментот во Европа, Франција е единствената земја која што вакцинира против птичји грип и таа вакцинира единствено кај патките. Зошто кај нив? Бидејќи кај нив начинот на одгледување е на тој начин што цело време се чуваат на отворено и тие изминативе 3-4 години имаа огромни штети кои што достигнаа околу 1 милијарда евра. Така да Франција процени дека вакцинацијата кај патките против птичји грип ќе има бенефит за економијата на државата. Што се однесува конкретно за Македонија, имајќи ги во предвид овие два случаи кои што не се кај ниту домашна, ниту фармска живина, туку се кај украсни птици, во овој момент апсолутно не постои индикација за вакцинација против птичји грип на популацијата на живина во Македонија. Да, ветеринарните власти може да одлучат одредени видови на загрозени птици, а тоа се најчесто птиците во зоолошките, да можат да се вакцинираат и тоа некои земји го практикуваат, кои што имале претходно во текот на повеќе последователни години појава на птичји грип во зоолошките. Сепак тоа си е одлука на ветеринарните власти врз основа на проценка на ризик и на епидемиолошката ситуација да оценат, односно да размислат дали евентуално животните во зоолошка би биле вакцинирани против птичји грип. Во овој случај сега се уште не постои индикација за вакцинација против птичји грип кај живината во Република Македонија.
Благодариме, професоре, за информациите и за директното вклучување во Македонија наутро. Во Македонија за сега нема потреба откривање на алармот на повисоко ниво во однос на оваа ситуација, но ги следиме глобалните техови, па ред беше да прашаме што треба да направиме за да се заштитиме. Благодариме.